А во продолжение на една важна тема од културата, ново издание на Македокс 2025 година носи бројни новитети и изненадувања. Фестивалот ќе започне со фокус на земјата гостини, ќе понуди голем број на нови документарни филмови, како и учество на повеќе од 100 странски гости. Велам добро утро за извршниот директор на фестивалот Дарко Набаков, кој што ќе ни ги открие сите детали за најновите програми, активности и предизвици на Македокс. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде одиме поред. Оваа 2025 година ќе понудите неверојатен број, јас би рекол од 75 документарни филмови, 100 странски гости, па така и би го започнал интервјуто што ни носи новото издание и кои се најголемите новитети на Македокс. Да, 16-тото издание на Македокс ќе се одржи најпрво да ги кажем и датите од 21 до 28 август на 5 локации во Куршумлијан, пред платото на Музеот на Македонија, Сулијан, лабораториум и Младинскиот културен центар. Во овие 8 фестивалски денови навистина ќе имаме голем број на документарни филмови и голем број на странски гости. Носиме наслови од најновите изданија на светските фестивали, но исто така наслови кои што ќе промовираат нови документарни автори. Една интересна програма што посакувам на секој да ја разгледа убаво и да си го одбере својот наслов. А нема човек кој што не го посетил Македокс и нема убави спомени од фестивалот. Некако и така го перцепираат луѓето крај некако на летото, почеток на есента. Оваа година ќе има земја гостин што ќе ја направи програмата уште поинтересна. Која е земјата која ќе биде во фокус и што може да очекуваме од низиниот филмски прилог? Да, традиционално имаме секоја година земја во фокус на фестивалот. Оваа година тоа е земјата Австрија, и традиционално оваа програма се отвара вториот ден на фестивалот на 22 август со промоција на програмата во Куршумлијан, односно со премиера на првите филмови. Може да очекуваме интересни 8 документарни филмови кои што навистина ние кога размислувавме за земјата во фокус, некако Австрија ни се чинеше како земја која што добро котирани на меѓународните фестивали, но ги нема тие групни, односно представувања, фокус представувања. И сметавме дека е соодветно и од една друга перспектива, бидејќи австриските филмови носат и еден зелен бран, една еколошка нишка. Како што знаете, Виена е најзелениот град во Европа, а доколку Скопје малце спротивно на таа листа, па сакавме да видиме таа спротивност како тие автори творат во еден зелен предел, како ние како публика можеме во еден сив да го погледнеме. Како се одбираат странските гости кои што ќе учествуваат на фестивалот? Каква е нивната улога во однос на филмовите и дебатите што се одржуваат во рамките на Македокс? Голем број од странските гости се самите автори на филмовите и за тоа сме многу горди и всушност и тоа е дел од магијата на Македокс, бидејќи можете непосредно да ги сретнете авторите на самите филмови, да поразговарате со нив. Се разбира тука си курираните дебати после од секој од филмовите, значи публиката ќе има можност да им постави прашања на авторите, да дознае малце повеќе за самиот процес на снимањето на филмот и за самите теми. Секако остануваат нашите разговори по смоква кои што се одвиваат секој ден во 18 часот во Куршумлијан, каде што авторите заедно разговараат на различни теми и тука се дел од гостите кои што се дел од индустри програмата на Македокс, кои се професионалци во документарниот свет и се тука да помогнат на новите проекти во развој. Важно е да напоменеме дека Македокс не е само филмски фестивал, туку една платформа за културна размена, па следствено на тоа и прашањето како фестивалот придонесува за меѓународната соработка. Македокс доста придонесува во однос на меѓународната соработка, бидејќи тоа е член и основач на неколку мрежи. Една од последните позначајните е документарната Doc Around Europe мрежа на филмски фестивали, каде што Македокс е основа заедно со фестивалот од Минхен, фестивалот од Барселона и фестивалот од Биариц, Франција во 2019 година. Подоцна на самата мрежа се приклучија и фестивалот версии од Унгарија и биографа филм од Италија. Со оваа мрежа ние работиме на промоција на младите автори, на новите автори. Македокс е заложен за промоција на новите автори од балканскиот регион, не само државата поради малата продукција. Мрежата официјално беше и проектот Doc Generation на самата мрежа која што има цел да промовира млади автори, промовиран на Берлинскиот фестивал пред 2 години. Следнава година на 26-та повторно ќе се вратиме на Берлинскиот фестивал со една нова програма, а во меѓувреме секој од нас на своите фестивали развива свои програми за младите автори. Оваа година на Македонски имаме
10 студенти од цела Европа и од регионот кои што ќе бидат под менторство на Зенеп Гјузел, која што всушност е раководител на документарната станица на Berlinale Talents, која што ќе ги води низ индустријата, документарната индустрија и ќе им помогне да ги развијат своите нови проекти. Така. Се зборува за зголемен интерес за документарниот жанр. Каква е стратегијата на фестивалот за поддршка на документарните филмови и каде ги гледате нивните најголеми предизвици? Предизвици има секако, се разбира. Поради тоа Македокс пред 7 години основа својата индустри програма на фестивалот, односно Маке Копродокс форумот. Тоа е форум кој што работи на две нивоа. Едното ниво е ние работиме регионално, односно со регионалните филмски агенции за подобрување на начинот на финансирање и подобрување на можностите за кофинансирање на филмовите во регионот. Свативме дека нашите продуценти, режисери од регионот често пати бараат своји партнери низ Европа, но голем дел од тие проекти може да се завршат само со регионално кофинансирање, бидејќи не се потребни некои поголеми средства. Но и свативме дека секој од нашите филмски центри во регионот има различни критериуми за што тие бараат во однос на аплицирањето и различни временски рокови. По полека рековме ајде да седнеме и да пробаме да ги усогласиме некои од работите, да пробаме да ги подобриме некои од работите заеднички. По полека ни успева. Еве 7 година ќе се случи повторно форумот. Освен оваа компонента која што е работа со локалните, односно регионалните филмски агенции, ние имаме и компонентата на питчинг, односно компонентата на презентација на проекти кои што секоја година од 9 до 12 регионални проекти ги презентираат своите проекти во развој, каде што дистрибутери, селс едженти, представници од филмски агенции, продуценти од различни држави се тука да ги погледнат проектите и да пробаат да им помогнат. Оваа година имаме новитет, односно на самата индустри програма имаме делегација од француски продуценти, делегација од продуценти од Вишеград регионот, така да ќе мислам дека е супер можност за регионалните проекти да се вмрежат и да продолжат да се развиваат понатаму. Каде се тука младите љубители на филмската уметност? Дали се планираат некои работилници или интерактивни настани за новите генерации? Секако, Македокс се секогаш тука со младите. Имаме своја традиционална програма за деца и млади, која што ќе се одвива во Младинскиот културен центар. Тука се анимирани филмови, еколошки анимирани филмови за најмладите, но тука се исто секако и документарните филмови за повозрастните тинејџери. Се разбира, тука се и трите премиери на нашите филмови од нашата документарна школа за тинејџери, Доку Николци, кои што секоја година се радуваме дека ги имаме како завршни продукти. Таа е школа која што трае 1 година и своите завршни продукти ги има на Македокс. Сигурно предизвици при организацијата на ваков голем настан постојат. Македокс е реномиран фестивал кој што е одличен амбасадор и на државата и на нашата култура. Па следствено нова, како се справувате со предизвиците кои што ги имате? Предизвици има, не би сакала да кажам дека сме навикнати, но сме навикнати некако, бидејќи за жал живееме во општество кое што нема континуитет на финансирање или некаков си план за одржливост на филмските фестивали, не само за филмските фестивали, тука може да збориме и општо за културата. И тоа всушност е најголемиот предизвик, бидејќи се соочуваме со постојани промени и тоа не ни овозможува да бидеме одржливи на полукруг. А во контекст на домашната продукција, дали фестивалот ќе има посебен акцент на македонските документарни филмови? Кои се најважните имиња и проекти што треба да ги следиме? Секако. Оваа година имаме 7 македонски премиери од македонски автори, но не само од овие премиери, би посакал на публиката да ја разгледа целосната програма. Затоа денеска ќе биде активна фестивалската мобилна апликација, каде што секој од нив ќе може да си го одбере својот филм, да си направи свој личен распоред и да добива известување на неговиот телефон. Како планер. Како планер, да, буквално. Што е тоа што го прави Македокс сите овие изминати години да се разликува од другите фестивали во регионот и светот? Како успеавте да го задржите карактерот на фестивалот во ова брзо време во кое што живееме и промени кои што се случуваат? Па некако ни е гајле за реалноста, како што е нашето мото оваа година. Не сакаме брзо да растеме и мислиме дека
тоа всушност е и позитивната страна на Македокс, спориот раст и развој и атмосферата која што дава акцент на авторите, бидејќи голем дел од авторите патуваат насекаде низ Европа и низ светот со своите филмови, буквално од едно место на друго немаат време да седнат малце да размислат за своите нови проекти, да размислат за проектот кој што само што го завршиле. Македокс е тука да им даде простор, односно да им даде таа атмосфера на опуштеност, на комуникација, на размена на мислење и енергија со другите луѓе и да уживаат во тоа што го постигнале. На кои локации ќе се одржува? Годинава сме во Куршумлиен, традиционално се отвора фестивалот, после тоа втората фестивалска вечер продолжуваме и на платото пред Музеј на Македонија, а третата, односно во сабота го отвараме Младинскиот културен центар со детската програма и во недела се отвара и Сулјан со студентската програма. Тука се и мастер класовите кои што ќе бидат во лабораториум во сабота и во недела. Јас никогаш нема да заборавам во Куршумлијан на медена земја, колку убава атмосфера. Тоа не се ни опишува со зборови да се биде дел од Македокс, така да ќе ги повикам и поканам нашите гледачи да бидат дел од фестивалот оваа година. И за крај, Дарко, што сакате да постигнете со ова ново издание, како ја гледате иднината на Македокс и наследството негово во следните години? Сакаме да постигнеме да имаме публика како и секоја година, односно да има луѓе кои што им грижа и гајле за реалноста. Тоа е целта на овогодишниот фестивал, малку повеќе да се осврнеме кон реалноста, да ги не само да зборуваме за општите големите теми кои што не задираат толку многу во нашата секојдневие. За иднината на Македокс да продолжи да расте споро, да не расте брзо и се надеваме за некаква одржливост. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро и за споделените детали околу ова 16-то издание. Посакувам успехи, иако не се ни сомневам дека тоа ќе биде така. Благодарам на поканата.